Македонската позиција станува афирмирана. Ова е прв коментар на владин функционер откако беше одложено гласањето за извештајот за напредокот на Македонија во Европарламентот. Вице-премиерот Александар Николовски во интервју истакна дека кога и да биде извештајот усвоен, голем историски чекор е што вистината за земјава излегува во европските институции. Македонците не се случајни, не се случајно тука, не се вештачки создадени, не се насадени на Балканот, туку имаат долга многовековна традиција која што на сите ни е позната. Одредени други сакаат да ја негираат и да речат дека тоа не е така, но како и секоја друга вистина и оваа излезе. Сега дали извештајот ќе се усвои оваа недели за 2 недели, на крајот на денот не менува ништо. Беше предвидено во текстот известувачот Томас Вајц да ги потенцира засебниот македонски идентитет и јазик, но ова наиде на силни критики кај бугарските европратеници, а расправата се одложи за 24 месецов. Бугарскиот премиер Росен Желјасков е задоволен од едногласноста на бугарите во Европарламентот и според него, ако извештајот за Македонија воопшто не се усвои, тоа нема да биде преседан. Желјасков додаде дека прашањето за извештајот во Европската унија не треба да се билатерализира. Декларацијата на Българското народно събрание е много ясен индикатор за това каква е позицията на Република България по отношение на проекта доклада. В този смисъл ние ще се придържаме към тази позиция и го правим с необходимите средства, без да превръщаме този въпрос в двустранен. Според бугарскиот премиер, ставот за евроинтеграцијата на Македонија е познат и вклучен во преговарачката рамка од францускиот предлог. Инаку со декларацијата на Бугарското собрание, властите во Софија не смеат да отстапат од она што е веќе договорено и да бараат механизми за заобиколување на условите.